Почитувани, на оваа пресконференција сакам да информирам јавноста околку неколку важни теми кои што се актуелни во моментот. Прво би зборувал во врска со објектот кој ќе се гради на туристички локалитет Горица, зашто ќе го појаснам следното. Врз основа на Законот за просторно урбанистичко планирање, Правилникот за поблиска содржина, размер и графичка обработка и урбанистички план од службен весник 78/06 и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање за КП 6774 КО Охрид, изработена е урбанистичко-планска документација како дел од ГУП-от за крајбрежје, простор туристички локалитет Горица Свети Стефан Метропол со намена Б3 големи угостителски единици и ресторан, хотел. Локалната планска документација е усвоена на седница на Советот на општина Охрид со одлука број 07-2830/27 од 11.11.2009 година. Врз основа на изготвената урбанистичко-планска документација е издадено правосилно одобрение за градење согласно Законот за градење, каде врз основа на член 64 предвидено инвеститорот да ја отстрани постојната градба по правосилноста на одобрението, врз основа на посебен елаборат за начинот на отстранување. Согласно урбанистичката документација, правосилното одобрение за градење одобрениот проект број 20623 од 6.7.2018 година на предметната локација ќе се гради објект со намена Б3 големи угостителски единици хотел со висина 5+3+ поткроје до венец 13.5 метра. Со урбанистичката планска документација е предвидена градежна парцела со површина 9748 метри квадратни и објект со површина 4525 метри квадратни или процентна изграденост од 40%. Собственик на земјиштето на кое ќе се гради Ремис Охрид, доел кој се јавува во својство на инвеститор. Согласно Законот за градење одобрен е основен проект за градба. Оддалеченоста на површината согласно урбанистичката планска документација изнесува 50 метри од Охридското езеро. Динамиката и начинот на реализацијата зависи од инвеститорот. Како што спомнав и претходно, урбанистичката планска документација е донесена во 2009 година. Законот за заштита на светско природно и културно наследство на Охридскиот регион е донесен во 2010 година. Со овој закон е предвидено пред донесувањето на урбанистичката планска документација да се побара мислење од Комисијата за управување со светско природно и културно наследство на Охридскиот регион, која беше формирана во 2018 година. Во постапката за издавање на одобрението за градење запазена е постојната законска регулатива за изградба на објект со оваква намена. Има решение за одобрување на елаборат за заштита на животна средина издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање од 23.4.2010 година и во стопанска согласност исто така издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање на 28.10.2016 година. Би сакал да споделам уште две важни информации за јавноста, а тоа е дека Општина Охрид поднесе кривични пријави за узурпација на земјиште сопственост на Република Северна Македонија до правни и физички лица кои што обавувале дејност на плажите на крајбрежјето. Во тек се вештачење и пресметка на износ кој би требало да го платат по основ на закуп, со оглед дека на лице место оваа дејност и се стекнале со тој износ кој до ден денес не е исплатен. Исто така сакам да информирам јавноста дека тендерската постапка за избор на фирма која што работи на отстранување дивоградбите е во тек и веднаш штом ќе заврши постапката ќе продолжи постапувањето по однос на имплементацијата на тој дел од препораките на УНЕСКО и постапување согласно законските прописи. За каква јавна расправа ме прашувате? За каква? За јавна расправа за донесување на локална планска урбанистичка документација ме прашувате? За во 2009 година да ви одговорам, дали имало јавна расправа? Значи, имаме важечка планска документација донесена во 2009 година. Тоа е одговор.
Значи, хотелот во овој период не е планиран. Планот е донесен, како што ви кажав, во 2009 година, постапката е почната во 2010 и добиено е правосилно одобрение на 6.7.2018. Планот за управување е донесен во февруари 2020 година. Значи, сега разговараме за изградба на хотел, меѓутоа документацијата е обезбедена и одобрението издадено согласно законските прописи во 2018 година пред носењето на планот за управување. Ако вие добро сте го прочитале планот за управување, на што стално јас апелирам и до вас и до јавноста, ќе знаевте дека тој потек е во трета Д зона тука. Сите целиот потек на крајбрежјето кој што е надвор од генерален урбанистички план и опфати на села кај што нема план е трета Д зона. Во трета Д зона е дозволена градба на објекти П+3 и 40% искористеност на просторот. Значи, овој објект е согласно планот за управување, со тоа што во планот за управување не е предвидено поткровје. Меѓутоа, одобрението е правосилно. Планот е донесен во 2009 година и тоа е тоа. Не. И во уривањето на такав значаен објект за определен. Видите, значи, ние можеме да разговараме овдека за своји собствени лични мислења, дали има спорно или нема спорно, од правен аспект и од, да речам, документацијски аспект нема ништо спорно. А иначе не гледам дека е тоа таму толку некој значаен објект. Објект кој што бил ресторан на времето, приватна собственост, има план, донесено одобрение, платени се 47 милиони денари комунали. Тоа е. Тој може да добил награда, меѓутоа држава ако смета дека е толку важен тој објект, треба да го заштити на соодветен начин, пример како што е палац заштитен објект. Узурпација на земјиште кое што не е нивна собственост, обавувале дејности, стекнувале противправна корист. Поднесени се кривични пријави кон сите правни и физички лица за кои што ние имаме податок дека обавувале тамо дејност. Тие кривични се поднесени директно до обвинителство, меѓутоа има дел на плажи за кои што ние не знаеме кој обавува таму дејност. Затоа што дел од нив нити издаваат фискални сметки, нити имаат регистрирани фирми и тие пријави се поднесени до СВР, а другите за кои што имаме сознанија кој обавува дејност се поднесени директно до обвинителство. Колку се на број, не? 14. Кои плажи се први наред за Сите. За уривање се од плажи? Сите. Забелешките мислите? Да. Не, нашиот испратен до влада. Владиниот извештај беше усвоен на седница минатата недела и испратен. Да. Можно е да се одрази, меѓутоа нема основ како тоа ние да го спречиме. Токму затоа требало држава во 2010 година да го донеси планот за управување, за да немаме сега вакви проблеми. Ова е резултат на нефункционирањето на државата пред носењето на планот за управување. А тоа е во владењето на ВМРО ДПМН. Сега мислам дека е доцна. Не знам, тоа е приватен имот таму. По оваа аналогија сите дозволи што се даени, па макар и оспорувани до денесувањето на планот ќе се реализира. Правосилни одобренија ние немаме основ во моментов сега како тоа да го
да го поништам. Како јас да го поништам правосилно одобрение за градба? Го разбравме тоа, него сигурно имат и други некои зафати кои што се и направени, да речем, во тие времиња, но Планот за управување не може да го спроведуваме ретроградно на завршени постапки и издадени одобренија. вие мора да знаете колку има такви, сигурно имат и други. Не сум запознат за други. Меѓутоа планот ние го имплементираме на важечките урбанистички планови со тоа што носиме одлуки на совет каде што во изводот од план на инвеститорите му сугерираме да се усогласи градбата со планот за управување. И откако е планот за управување донесен, знаете дека ниту едно одобрение не е издадено кое што не е во согласно со планот за управување. Ето исто така ќе ви информирам дека на следната седница Советот на општина Охрид ќе го донеси првиот детален урбанистички план усогласен со планот за управување. 8.3 Бејбунар е поништен план од 2013 година. И ние го изработивме планот, го усогласивме согласно УНЕСКО, се намалија висините, искористеноста на просторот дојде до 50%, добивме позитивно мислење од Комисија за УНЕСКО, добивме позитивно од транспорт и на следната седница Советот ќе го донеси. И тоа треба да го направиме со сите урбанистички планови кои што не се усогласени со планот за управување со УНЕСКО. Постојниот објект на потегот кај што сега разговараме, терасата е на 23 метри, а објектот е на 40 метри. Постојниот сегашен објект, диското парк, е на 40 метри од езеро, изграден пред 30 години. Новиот објект кој што е сега во градежнава парцела е на 50 метри. И за него во 2016 година издадена водостопанска согласност од Министерство за животна средина. Под покривот, да. Меѓутоа, тоа е тоа. Дали овие планови што ги најака и ги видели тоа се завршено до сезона? Тоа не можеме да знаеме колку што ќе успееме ќе отстраниме, другото ќе остане за понатак. Ќе предвидиме и дополнителни средства од општината со ребаланс и државата ќе ни помогне со дополнителни други средства, значи како што гледате се води, да речеме, една битка на повеќе фронтови. Едната е правна битка која ќе водиме и тука апелирам конечно обвинителството и судството да се одважи и да постапит. Исто така сите органи кои што се други надлежни во однос на спроведувањето на законот, а другата, да речам, е постапка која што ние си ја тераме во општината. Први ќе се отстрануваат плажите кои што се на катастарска парцела 1.1, затоа што во планот за управување со Охридското езеро во катастарска парцела 1.1 не е дозволено да има градби од траен или времен карактер. И таму е дефинирано како и што може да се предвидува на плажите. Па не знам на памет се. Отворите на катастар ОССП и разгледајте. Немам такви